Добрината и неговите дела се траен печат и гаранција што вечно ќе не подсетуваат на човечкото постоење и на неговото име запишано со златни букви во вечната книга. Кирило Блажевски Труман денеска е горд на неговото презиме и прекарот, по кој веќе се препознатливи како семејство. Ретка личност која што може да го посака секое подрачје, а јас сум горд што Киро беше вистински демирхисарец. Добар соработник, одличен соработник во црковниот одбор на храмот Свети Никола во Демирхисар, одличен соработник во местната заедница, човек за кој што може да се кажат само пофални зборови. Киро Труман е производ на Трајан Труман. Неговиот татко беше човек кој што го живееше животот со мерак. Киро продолжи така. Киро со мерак живееше, со мерак работеше, со мерак ќе живее, со мерак ќе работи и Киро ќе биде еден од луѓето со најхумано срце. Со Киро, мој пријател, вали во постојана политичка борба. Борба за резултати. Работлив, искрен, до крај настојчив во задачите што му се поставуваат. Ми беше најлесно кога Киро ќе преземеше одговорност да се изврши некоја работа. Сакам да изразам голема благодарност и задоволство
од соработката и од успешноста на работата што ја имаше овој човек во овој период. Му посакувам долг и среќен живот, повеќе години да ја прима пензијата. Човекот ги обавуваше работите службено и човечки, и како што треба да се извршуваат работи во било која институција. Секојаш беше педантен, надсмеа работлив и тоа е едно чувство и ми е баш драго што сум работел со таква особа. Го осеќам како млад човек. Чиро е еден од најголемите и најзаслужните, мислам, работници во душевна болница одека во техничките служби. Казнуваше, кој не слуша и казнуваше, а кој не и повалуваше. А работевме долго време. Познаваме, соработуваме и со огромен позитивен резултат сите поставени задачи ги извршуваше. Оноliko колку се работеше, уште толку да користи години и тој е еден неуморен работник и работник живец кој што знаеше се, мислам, да направи. И поречиси неполни 50 на години од заминувањето на Трајан Блажевски Труман од селото Бургашево, од овој земниот живот за него се уште се раскажува како се уште да е жив. За него раскажуваат и оние кои го познаваа и тие што слушале за него. Тој живееше во време кога неговата татковина Македонија крвавеше на патот на слободата, кога ја делеа и парчеа од сите страни, во времето кога не се знаеше дали сонцето ќе ти изгрее или ќе ти зајде пред време. Во вакво време невреме, тој и Дукатинка стана родители на 6 прекрасни деца, кои го продолжија патот на нивните родители и честно и со љубов се вклучија во изградбата на нашата татковина Македонија, на која Трајан и се израдува по 1945 година. До тогаш, неговото презиме зависеше од тие што беа господари на неговата родна земја Македонија. Кирило Блажевски Труман, неговиот најмлад син, денеска е горд на неговото презиме и прекарот, по кој веќе се препознатливи како семејство. Продолжувајќи го неговото дело и пренесувајќи го на неговите деца,
размислуваше како трајно да им се одложи на своите родители и да ги овековечи нивните имиња. При една наша средба ми предложи тоа да го направам јас во форма на документарен, визуелен и аудио запис, ставајќи ми ги на располагање сите податоци со кои располагаше тој за нивниот живот. Твојата желба е благородна и за поздравување, му реков, но не знам дали јас ќе можам во целост да ја исполнам. Верувам во тебе, Зоране, ми рече. Неговото мислење за мене представуваше голема чест и обврска. Иако со доза на сомнеш дека ќе дојдам до доволни податоци да го направам овој документарен запис, прифатив. Почетокот беше тежок, но благодарение на пишаните податоци до кои дојдов, работите се поедноставија и сценариото за овој документарен запис содржински почна да го добива својот облик. Покрај кажувањата на Кирило Блажевски Труман и другите постари жители од родното село на неговиот татко Трајан, од селото Велмевци и од другите демихисарски села, мощне корисни ми беа податоците од книгата Велмевци од неговиот автор Никола Димитров, родом од селото Велмевци, како и од монографијата Трумановци од Мургашево од незиниот автор Киро Ангелевски Стерија, родом од селото Мургашево, денешниот град Демихисар. Кога пред 20 кусур години решив да прочепкам низ документите со кои што јас располагав и да ги потврдам учните преданија кои што мене ми ги раскажуваа за мојот семеен род, за семејството на Блажевци од Велмевци, каде ми е коренот, кои ми се моите предци, и кога дојдов тука во селото Велмевци, родното село на мојот татко, на моите соселани им реков дека кога ќе го соберам целокупниот материјал и кога ќе ја изгледам книгата, не само што ќе направам промоција во Демихисар, туку ќе направам промоција на таа книга во моето родно село Велмевци, поточно речено во родното село на мојот татко, селото Велмевци. Дали ќе може таа желба која што не ми е остварена, а и ја ветлив на моите соселани, да ја направиме и таа промоција, ме праша мојот домаќин Кирило Блажевски. Како не може, го реков, може. Туку имам еден предлог, пак ме праша. Дали ќе може тоа да го направиме на Илинден, на 2 август, затоа што на 2 август на Илинден селото слави, летна слава и е на моите мештани. Може? Како не може? Така и бидна што се вели. На сам ден на Илинден, во ранните утрински сати, како што вели народот, стасавме во селото Велмевци. Почитувани велмешани, почитувани роднини, пријатели на фамилијата Блажевски.
почитувани присутни. Денес овој момент го доживуваме исклучително голем и големо задоволство и чест, што на местото каде што потекнува моите корени, а во предвечерието на големи илидински празник, ми се укажува прилика сите да ве поздравам и да ви се обратам со неколку пригодни зборови. Посебно сум радосен и се чувствувам исполнет што денешниот настан на кој што ќе биде презентиран еден важен книжевен труд, во кој што е содржан и дел историјата на ово село и неговите жители, се совпаѓа со престојната прослава на најголемиот македонски национален празник Илиден, интернационалната колективна слава на Велмевци, празникот Свети пророк Илија. Почитуване, јас најмалиот на Трајан и Дукатика Шотевски од Велмевци, а сега најстариот потомок на фамилијата Блажевски, пред сите вас, одамна се ветив дека главното представување на книгата на мојата фамилија Блажевски, наслована како Трумановци од Бургашово, најпрве ќе се одржи пред вас и во Велмевци, без поглед што наместо во Велмевци, а заради поинаков сплет на околности, организацијски, временски и просторни, тоа се случи во Демирски сад, за мене останува чувство на големо задоволство што ми се овозможи сепак денеска овде и пред вас да го представам ова дело. А кој е покрај семејната историја на фамилијата, преку многобројните автентични сведоштва на поврзаноста со Велмевци се откриваат и публикуваат и денес помалку познати, а важни историски личности и настани во и од Велмевци. Јас, Киро Блажевски, од родот Шотевци од Велмевци, во мојот 8-деценијски живот никогаш не заборавив на сите корени, иако моето родно место е Мургашево. Секогаш и во секој животна пригода, моите мисли беа нераспинливи поврзани со ова село. Чувство со природно ми се вроди со самото сознание што мојот татко Трајан потекнува токму од Велмевци. Значи јас чувствувам дека сум велмешанец, подеднакво, силно и длабоко како и секој од вас, затоа последниве години често бев присутен и престовен во Велмевци, навраќајќи на местото каде што се наоѓаше родното огнише на моите предци. Разговарав и учев за историјата на фамилијата Шотевци, за историјата на селото и неговите жители. Но се чувствувам дополнително задоволен што се исполнува една од моите дадени ветувања дека дел од нашата соработка ќе се потврди на ваков начин и преку едно вакво дружење со моите соселани велмешани. Сакам да упатам јавна благодарност пред се на жителите на Велмевци и тоа: Иванчо Спасовски Љубевски, Јонче Галовски, Голевски, Ацко Салија, Стојан Торман, Даница Тренчевска, Нада Исламовска, Драган Дрпковски, Милица Поповска, Киро Здравевски Биџо, Цане Филиповски Рафајловски, Гоше Даскаловски, Пецо Беговски, сегашен собственик на куќата, односно Анут на Шотевци, нека му и со среќа користењето на местото, Нада Беговска, Дамјан Поповски, сегашен председател на местна заедница Велмевци, Мицко Глигуровски Салија, син на Јордан Салија, долгогодишен фурнаџија во Демирски сад, Драгче Радичевски, Вецко Здравевски, Мирче Спировски, Цане Дочиновски, брат на Киро Дочиновски, долгогодишен директор на Осмалетката во Демирски сад, Кире Мицевски Исламовски, Никола Смилевски, Никола Димитров, Павловски, како и на сите останати соселани од Велмевци. Како и на авторите, на видеозаписите Добре Лозановски, Благој Шундовски и Зоран Костовски. И благодарам.
Задоволство е да се говори за семејството Шотерци, Трумановци или Блажевски, а во оваа прилика тачен ми припадна мене. Посебно ми е задоволство да говорам за традицијата која е кај ова семејство, а тоа значи да се говори за семениот грб, семеното знаме и семеното стебло, што е многу ретко кај нашиот народ или семејство. Прво за грб. Грбот како целина е составен од огнен меч, кој е символ на Свети Аркангел Михаил или куќната слава на семејството со семена традиција. Шотерци, Трумановци или Блажевски. Црвената огрдица со златен шестолист е символ за одгледаните 6 деца на Трајан и Дукадинка. Потоа во грбот е бел сребрен коњ, кој представува символ и представа за снага, моќ, издржливост и како олицетворение на мудроста, знаењето и интелигенцијата на семејството Блажевски со посебен пиетет на долгогодишното неговање на традицијата. Потоа имаме хералдичка мантија и венец, исто така се составни елементи на грбот изведени во црвена и бела боја. Покасно ќе одбесам што е црвената, што е белата боја. Хералдичкиот шлем е дел на грбот, прилагоден да одговара на стилот и символиката на грбот, украсени со нитни и орнамент во вид на шестолист. Символите на овие бои. Црвената боја значи храброст, слобода и љубов, а белата боја значи вредност и честност во самото семејство. На западната лента со црни букви на латиница е напишано "Листе шкоти кон возвишена цел". Ова значи се опфатени семените вредности и мотивирање на идните генерации и поколения. Знамето на семејството Шотерци, Трумановци или Блажевски навистина е реткост кај нашите фамилии и представува символ на местото, односно малото во населеното место Велмеци, каде што живеел детето на господин Кирил Блажевски Труман Неделко со сопругата Петра, која се нарекувало Печурко Мало, на сет селото. Неделко тука стопанисува и твори. Печурките или габите знаеме дека се символ на добрата среќа и безсмртност. Изработено е во две бои. Црвена боја, што значи символ на храброст, слобода и љубов, и бела боја која символизира вредност и честност за основни семени вредности. двајца да бевме вклучени за овој труд. Околу 15 години се собираа податоци и ланската година направивме таа промоција. Организацијски бевме цело семејство, че заедно тука со нашите са братучеви внуци. Ја направивме таа промоција во Демир Хисар, по втор пат како амане тоа што не остана дека треба и тука да се направи во Велмерци, го искористивме овој ден, овој момент, утрешен нели иверски празник Светилија и баш на цело задоволство наше следуваше следствено на светота и оваа промоција.
само да кажам дека оваа книга ќе придонесе за идните генерации да имаат увид во тоа како се развива животот во нашиот крај и понатаму како они тоа ќе го пренесат на новите генерации, како тоа се развивало и како е дошло до тие нови, да речем, услови за живење во Македонија. И иначе ние овде се гледа дека нашите предци патувале од село Велмевци, од село Мургашево до сите, па и до Битола, и на тој начин ги стопанисувале, а сега тоа може да се преведе во сегашни времења, наши понови генерации, значи не само од Македонија, на секаде од светот се патува за да се заработи, да се работи и да може да се, зашто ние као Македонија сме мала земја и тоа ни дава, оваа книга ни дава потик да успееме да ги прошириме нашите погледи од Македонија кон светот. Тоа би сакал да кажам. Тоа е големиот допринос на оваа книга за наредните генерации, па и за сите, не само за фамилијата Блажевци, него за сите жители на Велмевци и Мургашево и пошироко. И пред се можам да кажам дека гордост за секој поединец како мене, помлад член на фамилијата Труманов, Блажевски Трумановци, каде што имаме корен и тој корен треба да го негуваме. Секогу што можеме повеќе и повеќе, да го препуштиме на помладите дечки, нашите внуци, синови, ќерки и понатаму тоа да го негува. И само едно знам дека сите фамилии што имаат добар корен ќе истрајат и ќе обстојат моментално овие тешки кризни времења како што се сега за како и за нашата држава и пошироко. Дарко Блажевски Труман, пета генерација, како е таму. Син на Горијан. Син на Горијан Блажевски, прва скопска генерација. Така да кажам, да, ја прочитав книгата, значи многу интересна, добев на далечно патување каде што работам и ми одзема дури цели 3 сати, во еден дах ја прочитав, пошто е така многу восприемчива и убава и да ги спојам разговорите од дедо ми што ни зборел, од дедо ми Киро, дедо ми Неделко, татко ми што ми ги раскажувал, вака склопени во едно убаво дело. Ги познавам сите луѓе што се таму напишани, пошто јас сум од таа пета генерација најстариот внук, значи другите си не се помали од мене, значи ги знам сите што се напишани тука. И така, мислам дека една добра работа направена, одлична идеја, многу труд вложен и мислам дека ќе биде многу корисно како за мене, така и за моите братучеди. Се надевам за поколенията што следат. На мештаните на селото Велмевци, како и во името на семејството Трумановци Блажевски, по потекло од село Велмевци, сега го положуваме ова цвеќе на нашиот славен војвода Јордан Пиперката.